За мене беше шок. Во први момент, кога објавија на вестите, јас се шокирав. И у исти момент помислив, дали е могуче да, бидејќи се ширае гласови дека три екипи се биле против избор на Владко за председател на Кошаркашки сојуз на Македонија. Меѓутоа, ни еден момент не помислив дека меѓу тие три екипи може да биде и Струмица. Јас сум човек кој од 73-та до 93-та бев 30 години тренер на Струмица. Владко го знам од дете. Знам го за каков капацитет се работи. Знам од која фамилија излева. И очекувах дека бидејќи има европско педигре, има светско педигре. Он не е случаен играч. Не е случајно дете наше струмичко, кој требаше да се гордееме со него. Меѓутоа, само тоа согласив дека меѓу трите екипи што не се гласале е и Струмица. Дали е така, да можам да потврдам. Ако е така, жалосно. Друго што да ви кажам, ме изненадува дека со комплетна документација, ова што го чув, дека со комплетна документација не биле работнички, Куманово и Струмица. А јас у исти момент се питам, како може кога работнички Куманово бе иницијатор за смена на Пеца Наунски? Како наеднаш се смени ситуацијата сега да гласат за Пеца Наунски или воздржано, а некој е гласал за него? Значи, толку бев разочаран кога ја примив веста за Владко и му се јавив после 2-3 саатот и он беше дечкото, мислам, Владко беше разочаран многу и не му се веруваше што му се случи. Значи, плюс кога ми рече некој Мандич гласал од Струмица, од нашиот клуб КК Струмица, некој Мандич бил представник, ополномоштен, што ние прв пат слушаме за него и прв пат слуша и Владко за него, да гласа од КК Струмица, да биде ополномоштен. Исто ми рече, како што рече Ташо, значи, ќе се жали до сите инстанции, до сите институции, нема да остави така, што викаме подмукло, на неспортски начин да изгуби. Значи, ние бевме горди на него, прекрасна личност, уште ги паметиме убавите зборови, леле, што направиме, ама сега изгледа е обратно. Леле, што ми направија.